Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Продолжува посетата на министерот за одбрана на Македонија Фатмир Бесими на САД. Денеска делегацијата е во Вермонт. Таму е нашиот колега Јане Бојаджиевски, кој ќе ни каже за целта и за средбите во оваа сојузна држава. Лилица, добар ден од Бурлингтон. Напредокот на реформите во правесна трансформација на вооружените сили на Република Македонија, меѓутоа и нивниот придонес во обезбедување на меѓународниот мир, особено во мисијата во Авганистан, ќе биде една од главните акценти на разговорите на македонската делегација предводена од министерот за одбрана Фатмир Бесими во сојузната држава Вермонт, со што ја продолжува неколкудневната посета во Соединетите Американски држави. Првиот човек на македонската одбрана, Фатмир Бесими, утринава заминува за политичкиот и административен центар на сојузната држава Вермонт, градот Монпелје, каде ќе оствари средби со гувернерот на Вермонт, меѓутоа и со пратеници од собранието, од двете политички партии. Се очекува да биде организирана и тркалезна маса во рамки на Универзитетот во Вермонт, каде ќе бидат разменети мислења за економските потенцијали на Република Македонија. Инаку, Лилица, партнерската програма со сојузната држава Вермонт датира од далечната 1994. Националната гарда на Вермонт бројно двојно е помала од вооружените сили на Арама, меѓутоа имаат исти задачи и цели, како што е примерот со актуелната меѓународна мировна мисија ИСАФ во Авганистан, каде македонски војници служат рамо до рамо со припадници од Националната гарда на Вермонт. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вермонт. Минуваме на другите вести. Откако Северна Кореја повика новинари и објави на сите звона дека ќе лансира ракета за следење на временските промени, ја лансираше ракетата не кажувајќи никому, неуспешно. И покрај тоа реакциите од светот се жестоки. Еве некој од нив. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун кажа дека и покрај неуспешното лансирање, акцијата е за осуда и е кршење на цврстиот и единствен став на меѓународната заедница. Белата куќа исто така го критикуваше неуспешното лансирање. Прес-секретарот Џеј Карни рече дека потегот е закана за регионалната безбедност и покажува дека Пјонкјанг преферира фрлање пари на оружје и пропагандни представи, додека севернокорејскиот народ е гладен. Западните нации веројатно ќе притискаат за натамошна осуда на Северна Кореја, кога Советот за безбедност на Обединетите нации подоцна денеска ќе расправа по ова прашање, но наблюдувачите велат дека не е веројатно поставување на нови санкции спрема оваа изолирана држава. Лидерите на 32 латиноамерикански нации ја изразуваат нивната растечка економска независност од некогаш доминантните Соединети Американски држави пред овонеделниот самит на Јужна Америка во Картагена, Колумбија. Регионот ги зголемува економските и дипломатски врски со економиите во подем, Кина и Индија. Нова студија ги поврзува рентгенските снимки на заби со тумор на мозокот. Врската е најдена во истражување што опфатило 1400 пациенти и покажала дека честа ваква изложеност на радијација го зголемила ризикот од тумор на мозокот за 5 пати. Сепак лекарите велат дека ова не значи дека треба да престанете да ги имате овие снимки, но тие да се ограничат на случаи кога тоа навистина е потребно. Освен тоа, сегашните рентгенски зраци во стоматологијата се многу послаби од оние користени порано. Најголем дел од оружјето со кое е направен криминал во Њу Јорк е илегално, донесено од други сојузни држави. Последниве месеци со такво оружје се застрелани осумина локални полицајци, а само пред неколку дена во неделата 4 беа ранети во обид да спасат жена земена како заложник со 4-месечно бебе. Како што ќе видиме од следниот прилог, властите во Њу Јорк бараат федерална помош за стопирање на продажбата на илегално огнено оружје на интернет. Почести за њујоршки полицаец, еден од 8 мина застрелани со илегално оружје во изминативе 4 месеци. Ова е јавна церемонија за полицаец убиен на должност додека одговарал на повик за грабеж во декември.
Градоначалникот Майкл Блумберг ги обвинува федералните власти за неспроведување на постојните закони кои забрануваат продажба на оружје на малолетници, поединци со психијатриски или проблеми со дрога и на криминалци. Срамота е што федералната влада остави дупки, што прават да е тешко да се спроведуваат незините сопствени закони и таа не го финансира спроведувањето на истите закони. Правобранителот на Њујорк Ерик Снајдермен вели дека околу 90% од огненото оружје со кое е сторено кривично дело во Њујорк е од надвор од државата Њујорк и најголем дел илегално. Такво оружје е лесно достапно на интернет. Кон крајот на минатата година изведена е полициска акција на 10 веб страници во 14 држави која покажа колку е лесно да се дојде до ова оружје без никакви проверки. No background checks or anything like that? No, I'm just a private person. Oh, that's good because I probably couldn't pass one. So, Yeah, anyway. I probably couldn't either. Но оние кои се за вооружени граѓани велат дека тоа е подобро отколку владата да ја има целата контрола. Лари Прат е директор на сопственици на оружје на Америка. Лошите работи што се случуваат кога оружјето доаѓа во погрешни раце на приватни лица е ништо во споредба со давањето монопол на владата да располага со оружјето. Градоначалникот Блумберг аргументите на Прат ги оцени како глупави, забележувајќи дека 34 лица во САД секој ден го губат животот од илегално огнено оружје. На тврдењето дека нема потреба од нови закони, туку спроведување на постоечките, Блумберг вели дека групите кои се за оружје треба да се приклучат на напорите постоечките закони да се спроведуваат. Ако имате Порше, значи сакате брзина. Ако сакате брзина, сакате да се дружите со такви како вас. Во понеделник ќе ви кажеме како се дружат американските сопственици на оваа брза машина со 225 км на час. Како да избегате на вистина брзо од дома за викенд? Купете Порше. Ви благодарам што бевте со нас. Емисијава и други содржини ќе најдете и на нашата веб страница glasnaamerika.com или побарајте на Facebook. Јас сум Лилица Китановска, вие го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик од Вашингтон. Убав викенд, до гледање до понеделник.